112.000 блокирани сметки во 2017 година поради неподмирени долгови. Речиси идентична бројка и во 2016-та. Ова е билансот на присилната наплата која се врши преку извршителите. Тие во 2016 година наплатиле од граѓаните и фирмите вкупно 118 милиони 964 илјади евра. На социјалните мрежи топ тема на ваша страна ја отвори дилемата дали на граѓаните им се наплаќаат нереални суми за минимални долгови. Дали може би постои спрега помеѓу извршителите, нотарите и адвокатите? Еве какви одговори добивме. Џонсон на својот Твитер профил напиша дека со исклучок на многу мал процент каде што се наплаќаат високи суми за минимални долгови, другото во врска со извршителите е во ред. Секој треба да си биде одговорен и да си ги подмирува обврските на време, во спротивно нормално да плати повеќе од што треба. Силјан Штркот пак смета дека така функционира мафијашка држава. Извршителите се легални мафијашки лихвари. Во нормални држави не е така. Дамеч Картовски пак прашува во која земја постои истиот закон и одговара во ниту една. Во која тоа западно-демократска земја е истиот закон, нека кажат една и добиваат опклада. Во Словенија од подамна се укинати извршителите, ни напиша на Фејсбук Нушка Андонова, а Дуле Мичич на тоа се надоврзува со прашање зошто не се укинати во Македонија. Според Петар Петровиќ не треба да се укинат извршителите, треба да се ревидираат високите трошоци по извршителскиот тарифник. Лукреција Мајковиќ Атанасовска пак прашува зошто народот не добива опомена прва, втора, последна, зошто на сметките не се јавува заостанат долг за да знае човек дека должи. Како да докажеме ние што користиме електронско банкарство дека сме платиле кога ни бараат потврда од банка со печат, а банката и за таа услуга наплатува. Каролина Ангелова накратко го опиша своето искуство со извршувањето. Можат се извршителите, јас сум по лична карта жител на село, добив извршување во град. На таа куќа ми го донесоа писмото, но на друга улица се е мешавина на вода и зетини прска насекаде, напиша Ангелова. По долго време повеќе граѓански издруженија во Македонија бараат ревидирање на законот за извршување, особено во делот на начинот на извршување и висината на наградата, тоест тарифникот на извршителите која некогаш и по неколку пати е повисока од сумата која присилно се наплаќа од должникот, особено при наплата на заостанати комунални сметки од граѓаните.